подпредседателе. Господине Мацивович, не повикувате да повлечеме законското решение. Вчера трябваше да се направи тоа. Видовте дека немате подршка за оваа работа. Ова е системски закон, двотретински закон и немате право да се повикувате дека правиме нешто, кршиме процедура. Тука се носат законите, тука се договараат работите. Може би вие како левица не сте научени на тоа. Обвинувате едни, обвинувате други. Ке дојде законот на ред за гласање, ке видите колка подршка има ова законско решение. Системско, двотретинско. 80 пратеници. Тоа е закон што не минува така лесно. Обвинувате дека има соработка едни со други, со трети. Јас соработката вчера ја видов. Димче одеше од уше на уше до СДС и до ДУИ и бараше 1 сат пауза. Таму беше соработката. Таму е соработката. А ова што ние го правиме со овие закони е транспарентност и политички диалог со сите субјекти. И сега да се вратам на суштината, да оставиме политиканството настрана. Преодно решение, кое што ќе важи само за овие избори. И го носиме затоа што ако не го донесеме, ние во декември треба да имаме локални избори во одредени општини и потоа следната година во октомври повторно да имаме за 8 месеци избори. Даваме можност да таа разлика од 6 месеци која што се појавува по однос на ова постојано законско решение, не ни се појавува од позиција на економичност ради изборите. Инаку не се секирајте вие и за Тимчо и за општините кои што ние ги водиме, ако случајно Сарај не го спомнавте како општина. Зато на крај го спомнавте која реагираа нашите пратеници. Затоа што општината од кај што доаѓа Тимчо и кој што стана министер има поголем резултат сега на претседателските избори од локалните избори. И тоа е ради работењето и на тие општини и тие локални самоуправи кои што ние ги водиме. Ќе имате прилика, дајте сега и кандидати за градоначалници на овие избори. Не да се криете во советите и да шнурате во секоја општина различно како ви одговара. Во град Скопје со СДС и со ДУИ, во други општини со други, ама директорските места ќе си ги чувате и ќе гласате со нив. Конзистентност треба на работата, мој почитуван млад колега. Што уште остана неспомнато? По однос на тоа, велите се покриеме за економичноста. Подобро е тие 2-3 милиона евра кои што ги потрошиме за избори, кои што ќе важат само 6 месеци, да ги инвестираме во општините, во школи, во градинки, во капитални објекти, отколку да ги фрламе тука. Заборавете на политиканството, гласајте и вие за овој закон, добро е за граѓаните. А една изборна единица нудивме и во минатиот мандат и сега ќе ја понудиме. Вашите коалициони партнери не сакаат да го гласат.